Со пресконференција по најавата на кандидатот за градоначалник за Штип од СДСМ Благој Бочварски за изградбата на жичарница на тврдината Исар, реагираат ВМРО ДПМН во Штип. Зарем малку им беше наградувањето на Исарот во нивно време со поставување на антенски столбови, па сега имаат уште еден концепт со кој ќе го збришат сето зеленило кое веќе половина век расте на Исарот. Концептот ќе го уништи зеленилото на Исарот, а и просторот ќе се награди како во времето кога СДСМ беше на власт. Кога на Исарот беа поставени антени, беше речено на денешниот прес на ВМРО, а меѓу другото беше потенцирано и тоа дека инфраструктурните проекти како изградбата на водовод, канализација и улици се најважни капитални проекти за градот. За нас како ВМРО ДПМН, инфраструктурата во градот е најважниот капитален проект. Се додека секое куќа, секое населено место не добие асфалт и здрава вода за пиење, тротоари, спортски терени и паркови, ние нема да застанеме. На пресот на ВМРО со писмено соопштение реагираше СДСМ. ВМРО ДПМН уште еднаш докажа дека е без идеја и без концепт. Затворениот базен е единствената ваша идеја со која во 3 изборни циклуси ги лажете граѓаните. Според нас, капитални проекти се гасификација, изградба на брана, отворен и затворен базен во склоп на спортски центар, изградба на водоводна мрежа до Балканска, Чардаклија и Македонка и уште многу вакви проекти кои ќе го подобрат животот на нашите граѓани. За разлика од вашите импровизации со катастрофален квалитет, ние планираме да градиме вистински капитални проекти, вистинско асфалтирање, подобрување на атмосферската канализација, но и да направиме нови содржини во нашиот град како жичара на Исарот. Илчо Захариев призна дека Исарот за време на неговото владење е затрупан во смет и целосно запуштен, стои во соопштението од СДСМ.